варта свој води ночи. Лавиринтот во градскиот парк. Овој лавиринт се протега на површина од 1000 квадрати, а живата ограда е висока 50 сантиметри. Својот нов изглед паркот почнал да го добива на 29 април 2008 година на роденденот на холандската кралица, кога е отворен детскиот лавиринт, подарок за градот од амбасадата на оваа земја. Новото зелено катче, како што посочи холандската амбасадорка Симоне Филипини, е наменето пред се за забава на најмладите, а на родителите им порача да го чуваат и одржуваат чисто. По повод празникот, Филипини им подари 5 велосипеди на присутните деца во паркот. Поставено во близина и детско игралиште изработено од дрво и пластични елементи, а обновени се и постојаните чешми за вода и додадени се нови со дополнително место за пиење вода на миленичињата. По својата концепција, градскиот парк е уреден во слободен пејсажен стил во склад со современите потреби и барање на современото живење. Водните површини, каналите, езерцата, дрворедите и патеките овозможуваат рекреативна, забавна и културна активност. Лапидариум. Лапидариум се камените споменици поставени во Куршумлијан. Неколкумина ентузијазирани научници почнале да собираат антички надписи на хеленски и на латински јазик и камена пластика во скулптура и релјеф, како и делови од архитектонска пластика, и така ја формирале збирката на камени споменици која станала иницијална колекција на Музеот на Вардарската бановина, формирана на 1 април 1924, со што е поставен темелот на музејската дејност во Македонија. Со формирањето на Археолошкиот музеј на Република Македонија во 1949 збирката на камени споменици е документирана, обработувана, проучувана и збогатувана. Во 1955 е отворена првата постојана изложба на камени споменици, која е поставена во конјушницата на Куршумлијан, адаптирана за тие потреби. Старата конјушница била поделена во неколку одделенија според типологијата на првите камени споменици, надписи и релјефи, а имало и посебни одделенија за најзначајните археолошки локалитети во Македонија – Скупи, Стоби, Стибера и Хераклеа. Во земјотресот од 1963 Куршумлијан е сериозно оштетен и потоа саниран и реконструиран, но конјушницата, односно лапидариумот, останува во затекнатата состојба. Со отворањето на постојаната поставка на Археолошкиот музеј во 1982 камените споменици добиваат свое место во презентацијата на периодите на кои им припаѓаат, во одделите или како што ги нарекуваме кубусите, за предримски, римски и средновековен период. Во дворот и во келиите во приземјето на зградата тогаш беа поставени околу 140 експонати во камен. Со преселбата на Археолошкиот музеј во новата зграда на кејот на Вардар во 2014 година камените споменици од Куршумлијан стануваат дел од лапидариумот на Археолошкиот музеј. Во текот на 2017 и 2018 година во западниот двор се врши прераспределба на камените споменици со крајна цел поставување нов лапидариум во конјушницата на Куршумлијан.